Почитувани, нервозата кај СДСМ поради лошиот резултат кој што го имаа на последните претседателски избори излегува на виделина. Гледачкото мнозинство, соочувајќи се со пад на гласовите од 13.500 гласови за ова време, кога се на власт, ги принуди да почнат партиски реваншизам, закани и притисоци врз граѓаните, особено оние кои се активисти и подржувачи на ВМРО-ДПМН. Директорот на подружница Кумановско-Липковско поле при АД Водостопанство на Република Македонија, Оливер Илиевски, кој воедно и секретар на општинската организација на СДСМ во Куманово, поднесува неосновани кривични пријави кон вработени во предпријатието. Тој се става во позиција на јавен обвинител или инспектор во МВР, па врз основа на некакви изјави од вработените, на кои им е непосреден предпоставен, поднесува кривични пријави на членови на ВМРО-ДПМН. Ова е класичен политички притисок и реваншизам на очени партиски фигури во СДСМ, кои се соочени со незадоволството на граѓаните. Впрочем, граѓаните испратија јасна порака дека не го толерираат неработењето и непотизмот на СДСМ во Куманово. Токму овој носител на функција на СДСМ во Куманово не мрдна со прст да го направи ветениот цевковод кој требаше да го реши водоснабдувањето во Куманово. Ама затоа не пропушти во епидемијата на непотизам да се вработат неговата сопруга Даниела Илиевска во МВР од 8.10.2018 година, сестрата на неговата сопруга Јасмина Јовановиќ, која е вработена во јавната здравствена установа Општа болница Куманово од 2.5.2018 година. Првата братучетка на неговата сопруга Катерина Ангеловска, вработена во градинката Ангел Шајче. Патем, за неја има и кривична пријава за фалсификување на записник на извирачки одбор од референдумот во 2018 година, за која се уште не е процесирана. Очигледно, СДСМ ја нема сватено пораката испратена од граѓаните на последните избори. Ваквото однесување на кадрите на СДСМ не оддалечува од Европската унија и европските вредности. Граѓаните заслужуваат многу подобро и наскоро доаѓаат убави времиња за Република Македонија. Ќе истраеме, ќе се избориме за правда и подобро утре на сите. Благодарам.